Северна Македонија и еден од најзначајните сектори за развој на државата и на нашата економија, истиот и во приоритетите на владата, секако е целта обезбедување на сигурно снабдување со енергија, економски раст и придвижување кон зелената економија. Светот, Европа, Северна Македонија како држава пред многу предизвици исправена овој период, кога станува збор за енергетскиот сектор. По тоа беше поводот ова утро во нашето студио на гости да го поканиме Дарио Николовски, директор на Агенцијата за енергетика, од кого бараме одговори на дел од актуелните прашања поврзани со оваа тема. Дарио, добро утро и добро ни дојде за прв пат во Македонија наутро. Добро утро, благодарам до поканата, благодарам до вас и поздрав до гледачите. Се надевам ќе го задржиме нивното внимание утро. Го реализираме ова интервју во еден период во кој што навистина се наоѓа светот во еден турбулентен период, кога станува збор за енергијата, енергетска криза и така натаму и така натаму. Па би сакал, ајде прво да почнеме поред, за да и малку ги успокоиме граѓаните околу тоа кои се главните цели на енергетската политика на Република Северна Македонија и може ли да бидат граѓаните спокојни во тој поглед? Граѓаните можат да бидат спокојни, бидејќи тоа и го покажува владата со чекорите кои што ги презема во пресет на оваа глобална енергетска криза. Кои се главните цели? Тука пред се ќе говорам во име на агенцијата, но и во име на владата, бидејќи агенцијата е генерално главниот промотор на политиките кои што ги спроведува владата во делот на енергетиката и енергетската ефикасност, а свесни дека енергетиката во моментов е една од најактуелните теми. Можам да пренесам до граѓаните дека владата се грижи на ова поле и е свесна дека преку енергетиката е многу битно да знаеме дека ќе треба да го подигнеме и економскиот раст, заедно со енергетската транзиција да дојдеме и до таа зелена економија која што ќе значи во превод повеќе инвестиции, односно зголемено производство на обновливи извори на енергија, но исто така и зголемена примена на енергетската ефикасност, која што исто така треба да заземе значено место во полето енергетика. Така. Ајде малку едно подпрашање тука. Која е работата на нашата агенција за енергетика? Секако се работи во континуитетна или во соработка со владата, меѓутоа ете која е всушност правилната насока на тоа што како работа го имате? Агенцијата за енергетика, ќе се надоврзам на она што веќе го напоменав, работи на два столба. Едниот столб се обновливите извори за енергија. Ние сме држава која што и на Балканот, но и Европа сме една од државите со најмногу сончеви денови. Имаме количество на вода, имаме ветер, односно тоа значи дека сме територија на која што и текако може да се спроведат тие зелени инвестиции. Зелените инвестиции значат и сигурно снабдување на енергија, а тие во превод значат и она што го напоменавме на почетокот, сигурноста на граѓаните дека во својата држава ќе имаме сигурна енергија. На страна од обновливите извори за енергија, кои што се тренд и кои што се доста актуелни сметам во периодот, баш заради тоа што споменавме дека се наоѓаме во глобална енергетска криза, но и заради тоа што се наоѓаме во една сериозна енергетска транзиција. На страна од тоа, тука е и енергетската ефикасност, на која што агенцијата работи на нејзина зголемена примена. Согласно стратегијата за енергетика и националниот план за енергија и клима, овие две цели се целите на кои што работи агенцијата да согласно долгорочни рокови се дојде до проценти кои што се заеднички со европските стандарди. Така. Во регионот, уште пред известно време, бевме први во зелена транзиција. Сега каде сме денес, нели како го следиме овој тек, кога веќе ја споменавме зелената транзиција? Во моментот сметам дека сме предводници во зелената транзиција. Она што го правиме и како држава и како агенција во овој сектор, морам да напоменам, се олеснувањата на можностите да дојдеме до зголемена примена на тие обновливи извори за енергија. Така. Се промени законот за градба и можноста на домовите и на приватните субјекти ги изголемивме. Ако претходно беа 4 киловати за домаќинство
и 20 киловати за стопанството, сега тие норми се зголемени, односно производството на електрична енергија за домакинства е до 6 киловати, а да за стопанството е до 40 киловати. Ја олеснивме процедурата, тоа се од сега натака не треба никакви дозволи од општината, се со една цел за да станеме што е можно побрзо стабилна енергетска територија и независна енергетска територија. Мислам дека самата промена на ова како законот законско за решение градење, веднаш ги даде првите ефекти, барем таков е генералниот впечаток сега од интересот на граѓаните. Ќе се согласите со мене? Ќе се согласиме, да. А и бројките го кажуваат. Тоа сакам да напоменам дека само во последните 10 месеци инсталирани се отприлика 27 мегавати централи кои што произведуваат обновлива енергија споредбено со целиот претходен период двојно и повеќе. Така да законските олеснувања како ги олеснуваат овие можности да и граѓаните, но и стопанството си помогнат сами на себе, односно и на државата. Така. Што научивме од моменталната енергетска криза во Европа и во светот, тема која што не можеме да ја заобиколиме, затоа и кажав во најавата, за жал не само регионов, целиот свет се соочува глобално со овој проблем, но верувам како држава, како агенција, како институција, како влада можеме позитивно да го искористиме овој период за да се детектираат оние проблеми од сите изминати 30 на години наназад. Сега се детектираат ли проблемите, се извлекуваат ли заклучоци, како ќе оди напредокот во следниве години? Така, што научивме? Можам да кажам дека научивме дека односно според мене на секое поле мора да имаме стратегија и план. Така. Затоа и претходно напоменав стратегијата на полето енергетика која што ја донесовме како држава и националниот план за енергија и клима докажува дека кон сите полиња, односно кон сите работи треба да се приоѓа стратешки и долгорочно заради тоа што не секогаш може да се предвидат сите кризи кои што доаѓаат. Енергетската криза покажа дека може да биде многу сериозна и дека може да има најголемо влијание пред се врз економијата, а тука мислам и на граѓаните и на стопанството. Така да, она што го научивме од оваа криза, дека треба за секоја работа да се припремаме однапред, а ресурси и можности како држава имаме. Така. Целите, јас повторно ќе се вратам на тоа како и го почнавме разговорот, би сакал и како бројки да ги представам. Веглите подобрување на енергетската ефикасност од 32,5% до 2030 година, ова е како прва поставена цел. Втора, процентуално учество на обновливите извори на енергија во бруто финалната потрошувачка на енергија од 32%, повторно до 2030 година и до истата година намалување на емисиите на стакленички гасови од 40%. Надофатли ни ова 2022 година убави амбициозни цели, убави проценти, меѓутоа како нели стои ситуацијата на терен? Така, убаво е да се напомене дека обновливите извори за енергија и енергетската ефикасност, меѓу другото, значат и заштита на животната средина. Така. Затоа и националниот план има добиено име Национален план за енергија и клима, кој за приоритет има поставено, впрочем, меѓу другото и заштита на животната средина. Овие бројки кои што ги спомнавме, а се дел од стратегијата за енергетика и се дел од енергетската ефикасност, се дел од нив, односно за енергетска ефикасност и обновливи извори за енергија се до 2030 година, а останатото е до 2040 година, се долгорочни стратегии и секако се достапни доколку се спроведуваат онака како што се планирани. Јас до сега мислам дека се она што се спроведува е согласно планот, доколку продолжи со исто темпо, со иста динамика, верувам дека бројките ќе бидат исполнети, а ќе бидам среќен ако може и да бидат и надминати. Така. Добро, најавени се и доста голем број на инвестиции, дел се веќе и почнати во процес кога зборуваме за обновливите извори на енергија. Со тоа се добива впечатокот дека освен што треба да се работи на терен, очигледно важно е изголемувањето на свеста за користењето на овој вид на енергија, што уште еднаш би го потенцирали како успех, бидејќи некако во последниот период граѓаните се повеќе зборуваат за овој начин на добивање на енергија, што не беше случај изминативе години. Најверојатно и самите инвестиции се ветер во грб и поддршка кон граѓаните. Така, и инвестиции, сметам дека и инвестициите и мерките кои што ги презема владата, но и самата глобална енергетска криза
не натера да мислиме повеќе како да ги решаваме овие работи. Меѓу другото, исто така, ние како држава која што ги отпочнува преговорите со Европската Унија, исто така имаме и обврска да ги усогласиме и домашните регулативи со европските регулативи, кои исто така, морам да напоменам дека налагаат зголемено производство на електрична енергија од обновливи извори и во делот на енергетската ефикасност. Да, инвеститори најавени има, веќе кон средината и кон крајот на идната година, овие бројки кои што сега зборуваме дека ги имаме како инсталирана моќност, јас се надевам дека следната година веќе ќе бидат неколку пати поголеми, а со тоа ќе бидеме и многу постабилни енергетски поставени во регионот и во Европа. Така. Европа нема да ги постигне амбициозните цели кога веќе ја споменавме, нели, сама, не може да се действува сам во рамките на национални граници кога зборуваме на оваа тема, така да верувам дека соработката со Европа, со земјите од Западен Балкан во континуитет си превзема нагорна линија, за да нели зборуваме во ден за се поголеми успеси кога станува збор за оваа зелена трансформација и обновливите извори на енергија. Така. Благодарам многу за гостувањето, за тоа што прифати да разговараме на овие актуелни теми, нели, кои што ги имаме како држава и како народ, за кои што секојдневно всушност информираме и известуваме. Би сакал само за крај, имам уште едно прашање, се извинувам, околу националниот план за енергија и клима, само да дополниме до кога е предвидено. Тука имам исто рокови 2030-2040 за исто негово спроведување. И националниот план за енергија и клима е составен од рокови. Во него главна цел е декарбонизацијата, односно се она што зборувавме досега со крајни цели за сигурно снабдување на енергија, за побрза енергетска транзиција, за зелена економија и сите останати работи кои што се составен дел од неа. Така. Благодарам уште еднаш за гостувањето, Дарио. Ни беше мило и ни беше чест што бевте наш гостин во студиото. Се гледаме повторно за нови теми кои што се дел од работата на вашата агенција. Ви благодарам и на вас на поканата. Секогаш сме тука за сите нови работи кои што ќе треба да ги информираме граѓаните, а се од полето на енергетиката. Благодарам уште еднаш за гостувањето.